Ја почнувате компанијата заедно, многу млади и останувате заедно, вие сте и во брак, имате сега и дете. Како изгледа тоа да имате семејство и бизнис заедно? Дали си ја носите често работата дома или ја оставате на работа и ја заклучувате таму и чао џаци? Секогаш ја носиме дома. Мене ми беше многу голем проблем тоа еден период. Баш сакав да поставам некој баланс или не знам, линија да повлечам помеѓу едното и другото, ама никогаш не успеваше. Многу пати сме седнале на вечера и ја почнуваме вечерата со окей, денес нема да збориме за работа, па пак завршуваме решавајќи некој проблем што не мачел цела недела. Сега, баш со тоа што се шегувавме пред доаѓање, откако имаме дете, па ситуацијата е малку поразлична. Сега сакаме да посветиме многу повеќе време на него додека сме дома, па немаме толку простор за вакви дискусии. Мора да си закажеме формален состанок ако сакаме да поминеме низ нешто или да донесеме некаква одлука. Така да од таа перспектива сега се научив да ги ценам тие моменти што ни биле на неформално носење одлуки и движење на компанијата напред, зашто мислам дека отвараат креативност, отвараат малку поразлична перспектива кога си во неформален сетап, а размислуваш на одлуки што може да направат голема промена во еден. Така интересно, сега пред детето ако решавате проблеми, дека 4-5 години ќе може он да ви ги решава проблемите во компанијата, да ви каже вака, убаво си решивте првиот пат, не менувајте или нешто слично. Така. Знае да каже дева или се уште не? Не сме го ни научиле, гледа. Не сме го научиле, ама кога ќе види негде лого по материјали или дома што ги наоѓа, знае дека тоа е работата на мама и на тато.